Драги пријатели, драги млади луѓе, добар ден и во името на Националниот младински совет на Македонија би сакала да ви посакам добре дојдовте на четвртиот поред наш настан Младински изборни муавити. Јас сум Благица Петрова и сум дел од секретаријатот на Национален младински совет и ова се серија настани кои што ги имплементираме во рамките на проектот Младите во фокусот на изборите 2016 година со поддршка на Националниот демократски институт, кој што проект истовремено е поддржан од Фондацијата за демократија. Уште еднаш би сакала да ви посакам добре дојде и навистина ме мило што ви има во поголем број. Овде со нас се представници од политички подмладоци и морам да кажам дека за прв пат имаме можност да седнеме на иста маса со представници на политички подмладоци, од една страна и ние како граѓански сектор, а од друга страна и вие како млади луѓе, и конечно да имаме една конструктивна дебата, дискусија на која што ќе ги отвориме сите прашања и ќе се обидеме да најдеме одговор на сите нејасноти кои што во моментот ни се случуваат. Сега малку околу проектот сакам да напоменам зошто младите во фокусот на изборите 2016 година. Значи идејата ја започнавме во февруари месец, кога се собравме во рамките на Националниот младински совет, една група на млади луѓе од различни организации, кои што решивме дека е време да направиме за прв пат една кратка анализа и еден краток осврт на програмите на политичките партии и да видиме колку тие програми во суштина ги опфаќаат потребите на младите и кои мерки се политичките партии ги предвидуваат за младите. Имајќи ги предвид статистичките податоци кои што низ неколку истражувања се провлекуваат, кои што говорат дека голем дел и голем процент од младите не гласаат во суштина или оние кои што гласаат онака како што од дома ќе им биде кажано. За ова имате една студија на Фридрих Еверт фондацијата, која што се вика Студија за млади 2013 година, а исто така има истражување на Младинскиот образовен форум кој што ги детектира токму овие проблематики во однос на односите на младите спрема изборите. Сега анализата можете да ја најдете таму некаде во материјалите, значи слободно можете да ја земете и да ја погледнете. Тој краток осврт на 8 програми на 8 политички партии и она кое што оваа анализа го збори е дека младите се многу малце, скоро и не се застапени во програмите на политичките партии. Сега, уште еден мал детал, кој што исто така е многу битен, а тоа е дека оваа анализа направена од програмите во предизборието во 2014 година. Ние се амбициравме да направиме подетална анализа, меѓутоа не сите политички партии јавно ги објавија своите програми во ова предизборие во 2016 година. Меѓутоа тоа не значи дека во иднина нема да го направиме тоа дополнително и да видиме дали младинските политики реално се третираат како еден генерален проблем во државата и каков е погледот на политичките партии во однос на младинските политики во Македонија. Јас нема да должам многу. Имам чест денеска со мене, имам две говорнички. Ова е за прв пат состав до сега кој што го имавме на маса сите жени и навистина ми е драго што ќе имаме една дискусија која што од едната страна ќе обезбеди простор за коментари на програмите на политичките партии, како они гледаат на младинските политики од едната страна и што е она што тие го предвидуваат како мерки за решавање на моменталните младински проблеми и прашања, а од другата страна сте вие кои што ќе имате подоцна слободен простор да поставите прашања и директно да патите прашања на нашите говорнички. Овде со мене, од моја прва десна страна, е госпогица Рада Бојаджиевска од Социјалдемократската младина на Македонија.
И веднаш до неа е госпогица Кандреса Билали од Демократската партија на албанците. Добре ни дојдовте и навистина ми е драго што денеска ви имаме овде со нас. Јас како што кажав нема да должам многу, можете конкретно прашања и до мене да упатувате подоцна, меѓутоа за почеток би оставила простор на да идеме со ред, вака како што тргнав, на господица Рада Бојаджиевска, која што ќе ни даде еден осврт за тоа младинските политики денес во Македонија, значи кои се третираат како младински политики, кои се проблемите и дали тие младински политики кои што денес постојат во Македонија одговараат на реалните потреби на младите. И што е она што нивната партија конкретно се залага или го гледа како важно прашање за младите денес. Поедете. Може. Не може. Така мислам дека ќе бидеме добри. Најпрво да ви се заблагодарам на сите за присуството. Мене навистина ми е жал што што требаше представниците од мојата лева страна да одговорат на многу прашања не се присутни. Сигурно се заминати на некој контрапротест во Скопје по наредба на нивната матична партија. Без слободни избори нема слобода. Во изминатиот временски период се бориме за слободни, фери, демократски избори. Се бориме за основните принципи на демократија. Еден човек, еден глас. Да се врати правото на различно размислување. Тоа ни го нудеше договорот од Пржино. Никола Груевски многу пати го прекрши договорот од Пржино. Најпрво со непрочистувањето на избирачкиот список, со нерегулација на медиумите и притисокот врз народот се повеќе и повеќе расте, а расте и притисокот врз младите луѓе, студентите и младината. За нас зборот навистина е збор. Ние не се откажуваме од овие принципи што ги нуди нашата партија. Затоа Социјалдемократскиот сојуз и Социјалдемократската младина нема да учествува на уште едни лажни и криминални избори. Затоа јас нема тука да промовирам програма на СДСМ и СДММ. Во изминатите месеци граѓаните од тие сечени, лепени и монтирани снимки слушнаа што прави ВМРО ДПМН и зошто бега од фер и демократски избори. ДИК едногласно усвои извештај на кој што има 300.000 спорни гласачи, од кои 124.000 воопшто не се изложени на проверка без аргументи и без причина. Од теренската проверка пола гласачи не се најдени на адресите и тие не сакаат да ги избришат. Власта исто така го одби законот за медиуми кој беше предложен од новинарската фела и од здруженијата. Со тоа уште еднашка се бетонира договорот од Пржино. Социјалдемократскиот сојуз заедно со своите коалициони партнери формира една платформа за демократска Македонија. На таа платформа можат да се приклучат сите политички партии кои нема да учествуваат на овие избори кои власта ги закажа за 5 јуни. Таа платформа содржи принципи и начела. Тие принципи и начела се изборите мора да бидат фер, регуларни и демократски. Во Македонија можат да се остварат фер, регуларни и демократски избори само со прочистување на избирачкиот список и кога ќе се надминат сите притисоци и заплашувања врз гласачите. Медиумите мора да бидат слободни и објективни. Медиумите исто така се столб на општеството. МРТВ како јавен сервис мора да биде сервис за сите граѓани. Борба против криминал и корупција. Не може еден човек за кебапи да биде осуден на затвор, а за овие што ја ограбија цела држава да бидат аболицирани и пуштени на слобода.
Институциите морат да бидат независни. Полицијата мора да си ја врши својата работа, судството да си ја врши својата работа. Ова се начелата од кои нема да отстапуваме. Во името на овие принципи ги поканувам сите граѓани и граѓанки на Република Македонија да не одат на избори закажани на 5 јуни од оваа криминална власт. Или Груевски, или Македонија. И уште едно да кажам, дека Ѓорѓе Иванов не е мој председател. Благодарам. Јас ќе поставам сега едно дополнително прашање од причина што многу малце слушнав за млади и младински политики. Така што, имајќи ја предвид целата политичка состојба, каква што е, овој настан тргна со идејата да ги информираме и да ги едуцираме младите гласачи, меѓутоа сега од една друга дистанца и од една друга перспектива мораме да разговараме. А тоа е бидејќи сме сите тука млади, сите имаме интерес да слушнеме малце повеќе за младинските политики. Така што дозволете ми да ве прашам во однос на младите и образованието, во однос на младите и информираноста ни, во однос на младите и буџет, дали воопшто постои и дали би требало да постои. Значи, ме интересира од вашата перспектива кои се ваши ставови во однос на младинските политики. Повелете. Значи, ставот на Социјалдемократскиот сојуз е јасен. Апсурдно е да се разговара за промоција на програма, а Социјалдемократскиот сојуз не учествува на избори. А програма за млади има. Доколку се одлучи да се учествува на избори, можеме да дојдеме на уште една вака средба и да ја промовираме програмата на Социјалдемократската младина. Во ред, благодарам. Простор за збор сега ќе отстапам на Кандреса Билали. Извини, ќе мораш уште еднаш, да. Ќе се снајде. Не е страшно. Përshëndetje, mirë se keni ardhur. E dim se ne të rinjt jemi ndryshimi i fryti i ndryshimit, edhe një vend pa të rinjt është vend i vdekur dhe nuk ka një të ardhme. Ekonomia e tashme nuk i premton asgjë të rinjve dhe ne si parti, në qoftë se vim në pushtet, ju premtojmë të rinjve që do t'ju plotësojmë të gjitha kushtet dhe do të kemi një të ardhme dhe një ekonomi më të shëndritur. Çfarë mund të presim ne nga partitë e vjetra, të cilat janë në pushtet dhe nuk janë në gjendje që t'i mbrojnë qëllimet e tyre dhe jo më t'i plotësojnë qëllimet tona që ne i kërkojmë. Unë nuk jam akoma nuk jam një specialiste ekonomist, mirë për shoh që shumë njerëz vuajnë nga ekonomia që ne përballemi dhe nuk kanë të ardhura dhe janë në gjendje shumë të rëndë, janë në gjendje të rëndë ekonomike. Dhe kjo neve nuk mund të bëjmë jashtë të pasur sa t'i mbrojmë të gjithë interesat e të varfërve në këtë shtet, mirë po do t'i ndihmojmë ato sa do pak që mundemi dhe t'i çesim nga kriza ekonomike. E di shumë mirë që ne mund të jemi të gatshëm për t'i përballur gjithë këto probleme të cilat janë të shkaktuara në ekonominë e këtij vendi. Gjithashtu mund të them se të rinjt janë me një sy të trembur për të ardhmen e tyre, të cilët nuk shohin asnjë të ardhme të ndritur dhe ne do të mundemi që sa më shumë t'i plotësojmë këto të ardhurat të cilat të rinjt duan. Gjithashtu ne si parti do t'i mbrojmë të gjitha të drejtat e njerëzve dhe lirit dhe të drejtat e njerëzve të cilat të jenë të barabarta në këtë shtet pa marrë parasysh
se çfarë lloj përkatësie jemi. Prandaj them që njerëzit ne të rinjt duhet të jemi sa më shumë të bashkuar, optimist dhe më shumë energjetik për të ardhmen tonë. Благодарам. Еви до вас едно дополнително прашање. Спомнавте за економската положба на Македонија и генерално за цела Македонија, меѓутоа издвоивте еден посебен дел за млади, кај што експлицитно кажавте дека нели младите се една потрошувачка категорија, меѓутоа не носат приход бидејќи се категорија која што се во принцип или студенти или невработени млади луѓе. И сега имајќи предвид дека во Македонија постои над 50% младинска невработеност, ме интересира, сте размислувале ли, сте разговарале ли во рамките на партијата кој системско решение го имате за овој проблем? И исто така спомнавте, ми се чини, образование и во однос на образованието, значи збориме за кои суштински мерки ги предлагате во однос на овие прашања. Поведете. Ne si parti, në qoftë se vim në pushtet, do premtojmë për të rinj që ta hapim sa më shumë vende të reja të punës dhe me këtë të kemi punësime të reja që ti mundsojmë të rinjve të kenë një vend pune dhe me këtë të realizojmë qëllimet e tyre. Окей. Благодарам. Јас тука би оставила простор на младите, значи на вас од другата страна. Подиумот ви е отворен со кревање на рака, значи слободно можете да поставувате прашања до нашите гости. Повелете. Ајде, најхрабар, кој е? Повели. Благодарам за времето. Ќе се обидам на македонски, ако не можам ќе се обрадам на албански, пошто не ми е баш добро македонски. Се викам Дени Положани, дојдам од невладина организација Младински сон. Работам како професор и цело време сум со млади, значи работиме активности на млади. Тоа што јас се сакам во мојата Македонија е да ги гледам сите заедно, албанци, македонци, турци, роми. Така сум раснат со македонци, играме фудбал со македонци, се дружиме. Што сум горд за мене е дека не чувствувам одмраза, туку спротивно. Знаеш, денеска пред да дојдам овде, бев во банка и треба да вклучам некој договор. И се обратам на таа што работеше во банка и ве молам, моите да ми давате некој решение, ама на албански да е, пошто е многу и не можам да го разбирам. Таа ми се обрати, па ти си интелектуалец, мора да знаеш македонски, ама по некој иронично, знаеш. И добро реков, не сакав да правам многу галама, тука имаше и луѓе и придав, ама стварно се разочарив многу. Се разочарив многу, пошто вака не можеме да веме напред. Или Македонија ќе ојде со сите заедно ќе се почитуваат, и ромите, и македонците, и албанците, каде што сите да се третирани исто, или Македонија нема да бидете. Моето прашање до вас е, вие како Национален младински совет на Македонија, колку ги почитувате другите заедници? Значи, колку во вашата структура се албанци, роми, турци,
И колку се прочитува нејзиниот јазик. Да ви одговорам? Тоа е. Значи, ако го немате вие ова, тогаш џабе што сме дојдени овде. Ние сме дојдени овде да правиме нешто подобро. Не сме дојдени овде, овие муабети никогаш не завршуваат. Мојме цело време да правиме. Главната работа е ние како млади да се зближиме сите заедно и да заборавиме на минатото и да гледаме на напред на Македонија. Ако вие сега тоа целта ми беше да ве прашам вас, колку се вклучени другите заедници кај вас? Добро. Тоа, благодарам. Молам. Вака сега, во рамки на секретаријатот имаме еден прекрасен дечко кој што се вика Бесарт Лјачи. Тоа е во структурата на секретаријатот. Во однос на регионалните координатори имаме исто така еден представник од албанска националност. Во ИГ групата, младинската инспиративна група за градење на политики имаме и албанец, имаме и представник од ромската етничка заедница. Така што во суштина, во принцип се трудиме да ги интегрираме, значи сите заедници подеднакво. Простор апсолутно се дава подеднакво на сите. Значи во рамките на Национален младински совет има организации кои што во кои што членуваат голем процент на албанци. Значи има доста организации. Исто така и Демократска унија за интеграција е дел од Националниот младински совет. Значи на најважните документи кои што ни се приоритетни се исто така преведени на 3 јазици. Ова брошура, анализата можеш од едната страна да ја најдеш на македонски јазик, од другата страна на албански. Она што најискрено со што Националниот младински совет конкретно се соочува е, мислам дека и другите организации не имаме проблем со волонтерство кај нас. Значи не ја разбираме суштината на тоа, на волонтерство. И кога ќе дојде, ние имавме отворено повик за преведувачи во рамки на Националниот младински совет, повик до млади луѓе од различни, кои што зборат различни јазици, значи да волонтираат во рамки на Националниот младински совет, со тоа што ќе имаме простор да преведеме колку што е можно повеќе документи, колку што е можно повеќе брошури, на колку што е можно повеќе јазици, меѓутоа ниту еден млад човек не пристапи кон оваа работна група. Така што ти ја разбирам поентата, меѓутоа верувај ми дека сите правиме искрени напори да се обединиме заедно. Тоа е искрена намера на сите. Така што не знам дали ти го одговори прашањето. Ако имаш уште нешто? Не, јас само да ви заблагодарам и на вас. Тоа ми беше целта. Целта не ми беше да ви критикувам Не, вас. апсолутно се разбрав, многу добро. Значи, ако се обидиме првата точка да одиме сите заедно на цепите, тогаш можеме да одиме напред. Ако не, затоа што рековте вас дека нема волонтери има, јас ви го гарантирам ова. Јас работам со млади, но треба повеќе, што повеќе да се сопреме вака, повеќе ќе ви давам идеја. Од сега ви давам идеја дека ние можеме да имаме волонтери во средното училиште некој место и ние правим тема. Јас сум сигурен дека од таму ќе имаме волонтери. Само че ни треба повеќе работа, значи да се зближиме да Апсолутно, нема проблем. Националниот младински совет е отворен, значи за сите млади. Така што, еве, кога веќе познаваш луѓе кои што се волонтери и сам кои што на драга волја би сакале да се вклучат во нашата работа, имај предвид дека и ние сме отворени, може да разговараме и понеформално и да се договориме, нели, да направиме подобро за сите Ја имам млади. организација и имам волонтери. И сум задоволен од тоа. Затоа велам дека младите денеска ние имаме многу добра младина. И многу е подобро од минатите години. Секоја година што повеќе знаат. И повеќе од моje мислење, значи тоа. Само треба повеќе да се гледа, да се... Апсолутно. Тоа ми е. Ветувам дека ќе правиме напор. Да се гледаме. Благодарам. Некој друг прашање? Повели? Здраво да сите. Здраво. Девим повредим ти се чувствата. Понедела те чекам со закамен, но и ово име, да знаеш. Планирај. Значи, представникот на СДМ не сакаше да
тема, пошто немам превод моментално, не знам представникот на ПДШ што кажа, но имам лично прашање до вас две и до сите останати. Што мислите дека е приоритет во општина Струга во наредниве година-две? Една, две, три работи, слободно. Прашање ме пред се за вас две, ме молам за одговор. И сите останати ме молам вклучете се во дискусија, што мислите според вас? Дека е приоритет во нареднава година дена да се случи тука? Фала. Јас би сакала само да те надополнам. Сметам дека ти е одлично прашањето. Значи, да не влегуваме во моментот програми. Јас многу повеќе, затоа инсистирав на почетокот дека сакам да го отвориме прашањето. Сакам да збориме за политики, сакам да збориме за млади. И заради тоа сметам дека можеби треба да искочиме од тој формален момент што се вика програма и да навлеземе во нешто посуштествено, како што е конкретно младински политики. Така што, еве, кој прв сака да почне слово? Може и вака, мислам дека се слушаме, така? Ќе бидам погласна. За мене приоритет на Струга е спортот. Струга е град на две води. Зар не е срамно Струга да нема затворен пливачки базен? Од Струга потекнува цела ракометна репрезентација. Немаме срамота 21 век, немаме сала со европски стандарди. Не мора да биде со европски стандарди, нека биде затворена сала со две трибини. Значи, за мене приоритет на Струга е спортот. Би го ставила на прво место, а понатака има и други приоритети. Повеле да? Presim që një zhvillim më të madh në për Strugën, po si për shembull kemi nevojë për parking. Sepse shohim që nuk të shkojmë diku edhe nuk kemi një parking të caktuar, kemi vetëm parkingje të vogla, kështu që Strugës i duhet një parking sa më i madh dhe më i zhvilluar si në vendet e jashtme, mirë po t'i plotësoj kushtet tona. Благодарам. Некој друг коментар, не мора прашање, може коментар, слободно, повели. Прво да се представам Иво Ристевски, доаѓам од Охрид. Мислам дека малку избегавме темата. Имам прашање конкретно до вашите говорнички. Дали може да наведете некој конкретно решение како би ги навеле младиве да се вклучат во политиката, да делуваат во политика, пошто си ве бегат од политика, да се вклучат или како дел од тие млади би ги задржале во наша работа. Повелете? Многу е погрешно мислењето дека младите не учествуваат во политиката, младите учествуваат во политиката. Најпрво за образованието, најдобрите студенти или најдобрите средношколци ќе бидат наградени со стипендии. Сега знаеме како се делат стипендиите по партиска основа. 600.000 млади луѓе се иселени од државата. Со отварање на нови работни места, мислам дека младите би ги задржале тука. СДММ има многу добра програма за бизнис инкубатори, каде што секој кој има свој собствен бизнис ќе добие субвенција од 10.000 евра. Доколку произведувачот, например, да дадам, произведува бандажи за коли, а некој во Велес произведува гуми, и вие двајца не се знаете, значи новата влада на Социјалдемократскиот сојуз ќе се обиде вас двајца да ве спои и да ви даде субвенција од 20.000 евра, што мислам дека се доволни за почеток. Програмата на СДММ нуди многу добри решенија, но за тоа можеме да разговараме понатак. Некој друг прашање или коментар? Повели? Здраво на сите. Сакам да споделам една случка. Кога доаѓавме на настанов, во комбето пред мене седеше една жена, се враќаше на работа и разговараше со синот на телефон. Не дека сакав да слушам, туку неизбежно беше пушва во комбето и така.
Само да ви кажам, за да ви прераскажам разговорот, кога веќе Повели. во таков период сме во Македонија понуди разговори. Ништо не е сечено, не е перемонтирано во случајот. Му рече, Андреј сине, те барат, ми се јави од СДСМ, те барат на протест да одиш, мораш во Скопје. Значи, господице Бојаджиевска, двете партии го прават истото, не е само ВМРО. Двете партии ги малтретираат младите со закани, со притисоци да одат на протести и контрапротести. Кога Влагица ве праша за мерки, конкретно за младите, вие рековте дека доколку има избори ќе споделите, така? Доколку ги бойкотирате изборите, немојте да не бойкотирате нас како млади. Благодарам. Повели? Вака, здраво, јас сум Чавковска Ангела, представник член, значи слободно кажувам дека сум член на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тука сум исто со госпоđица Рада Бојаджиевска, таа не од една страна ја разбирам, значи има многу страни, воедно таа не сака да представи програмата, може да се дискутира, само има огромна програма во која што голем дел се застапени младите. Сакав да се надоврзам со вас во врска со протестите или контрапротестите. Ние знаеме зошто протестираме. Значи, знаеме зошто протестираме. Многу ми е криво што тука не гледам представник од власта, од ВМРО-ДПМН. Сакам да прашам зошто тие одат на контрапротести. Значи, нас никој не присилува да протестираме. Ние сакаме да протестираме. Сакаме да протестираме. Сакаме да одиме да ќе скажеме својот став. А не разбирам зашто тие контрапротестираат. Ми е криво бидејќи немаме представник од ВМРО-ДПМН за да ме одговори на прашање. Доколку некој знае зошто тие контрапротести, слободно нека ми одговори. Јас би сакала да потенцирам исто така дека ние се обративме до сите политички подмладоци, меѓутоа оние кои што прифатија да гостуваат се во моментот тука. Така што би сакал исто добре дојде да му посакам и на Роланд Амзај од Движење за реформи на Демократска партија на албанците. Здраво, пошумете ти. Да ве воведам само кратко во муабетот, бидејќи двете говорнички од моја десна страна веќе го дадоа своето излагање пред младите луѓе. Разговараме во насока на кои младински политики постојат во Република Македонија и дали тие младински политики реално ги пресретнуваат потребите на младите луѓе. Повеле. Во кратки црти. Да, мислам дека Ќе стигне тако. Spanjer, ju brukar falla på näsan. Unë jam Roland Amzaj, përfaqësuesi forum veterinor nga Lëvizja për Reforma në PDSH, Dega Struk. Spanjer do të them që ne jemi subjekt I ri politik, I sapo formuar, nuk kemi pothuajse një vit që jemi formuar. Dhe me gjendjen aktuale, sigurisht që nuk jemi as pak dakord në lidhje me politikat që janë bërë në funksion të integrimit të rinjve në politik, në vendimmarrje, apo edhe në çështje të tjera të cilat I tangojnë të rinjt. Së dyti, doja të them se Lëvizja për Reforma në PDSH, në platformën e vet, dhe në programin e vet zgjedhor konsideron se problemet e të rinjve në Republikën e Maqedonisë nuk janë probleme që I përkasin të rinjve në mënyrë ekskluzive, por janë probleme të cilat I takojnë të gjithë spektrit të moshave, të gjithë spektrit të gjitha kategorive të popullsisë në Maqedoni. Pra, kategoria e të rinjve nuk përbën përjashtim nga ajo çfarë po ndodh sot në Republikën e Maqedonisë. Që do të thotë, të rinjt vuajnë për punë ashtu sikur se vuajnë për punë një 40 vjeçar.
të rinjt janë të diskriminuara ashtu siç janë të diskriminuara grupe të tjera të përcaktuara, racore, etnike, religjioze. Të rinjt vuajnë pra nga praktikat e këqija të vendosura nga ky pushtet, ashtu sikur se vuajnë prindërit e tyre, ashtu sikur se vuajnë gjyshrit e tyre. Në këtë kontekst, konsiderojmë se zgjidhja e problemeve me të rinjt duhet parë me shumë kujdes, duke ndërhyrë në pikat kyçe, duke ndërhyrë në të gjithë sistemin, në të gjithë mënyrën e qeverisjes dhe sidomos në plan afatgjat në ngritjen e një mentaliteti të ri. Sepse nuk do të thotë që një elitë e re që do të vinë në pushtet do të prodhojë diçka të mirë për të rinjt në mënyrë ekskluzive. Por ka rëndësi shumë se mentaliteti i cili do të vijë të jetë i rit na të sjellë diçka të re. Nuk ka lidhje në rast se Zjadin Sela po themi ose Zoran Zaevi, me që të dy janë nga opozita, i kanë nga 40 vjet apo nga 50 vjet. Po ka lidhje shumë në rast se ato prodhojnë një mentalitet të ri në politik ose vazhdojnë të sjellin një kontinuitet nga e kaluara. Në këtë drejtim, ne konsiderojmë se duhet nisur diçka nga reforma. Pra, këtë formë neve ta ndryshojmë. Këtë formë qeverisjeve neve ta ndryshojmë. Këtë formë mentaliteti ne të fillojmë ta ndryshojmë, sepse mentaliteti është çështje dekadash. Ju faleminderit. Благодарам и на вас. Прашање или коментар? Повели? Маријан Шикулевски, СДС. Се надобразор на господица Бојаджиевска, Чавковска, до младиот господин. Значи, кажа Рада, зборот е збор. Во една нормална, демократска, правна држава секогаш протестира опозицијата. Зашто протестира власта кога е власт? Толку со вас. Сега би се добрзал до господица Биляли. Во вашето обраќање на почетокот се изјаснавте, ќе ви цитирам, доколку дојдеме на власт. Зарем не сте на власт? Не. Не сме. Добре. Од сите разговори, како сакате наречете ги, прислушкувани, лепени, монтирани, сечени, а ви гарантирам, на челот со господинот Зоран Заев, се ќе излезе. Ќе излезе да сите, да. Добре, фала многу. Ништо. Ќе морам само еден коментар, да, и ќе ви дадам после збор. Пак со бројки, може? Океј. Само 24% од младите во Македонија се задоволни од живењето во Македонија. Преку 50%, значи преку пола од младите, значи се невработени, а преку 60%, може и више, од младите сакаат да ја напуштат Република Македонија. 76% од младите сметаат дека не можат да влијаат на ситуацијата, односно на општеството во Македонија. Јас сакам и од оваа страна и од другата страна да слушнам коментари по однос на ваквата статистика. Повелете. Да напоменам само дека магистар сум во економски науки, одсек маркетинг менеджмент, дипломирав 2010 година на економски факултет во Прилеп, магистрирав 2013 година. Бев во план да се запишам на докторски студии, меѓутоа реков зошто? Зошто да се запишам на докторски студии? Дипломата од завршено факултетско образование ми стои на полица. Дипломата од завршено магистерско образование ми стои исто така на полица. Дали треба да имам членска книжка во некоја партија за јас да добијам работа? Каде вака?
Сакам тука да напредувам, сакам тука да ги родам моите деца, сакам тука да створам фамилија. И нема да ја напуштам Македонија. И ќе се борам до крај. Објаснете ми каде со моите дипломи. Дали вреди воопшто да одам понатака или како останатите, како ги кажавте колку проценти да се иселам од оваа држава? Вреди или не? Коментар? Јас имам една забелешка до вас. Кажавте дека ДУИ се наоѓа, членови на ДУИ, така кажавте, се наоѓа во Младинскиот национален совет. Да. Баш ме интересира, тие се на власт. Зошто не се присутни тука да ги прашаме? Еве за сите овие проценти за невработеност, очигледно нив им е најдобро, баш сакам да видам да ги прашам како успеале во животот. Јас не можам да го одговорам тоа прашање, сите беа уредно поканети, меѓутоа што беше до нас, сам го направивме максимумот што можем. Така што имавме потврден учесник до сам крај, меѓутоа за жал, се случи што се случи. Некој друг коментар во однос на незиниот коментар или веќе со дечкото позади идеме, затоа што крива рака веќе 5 минути, извини. Јас сум Белески Тошко, кога почнавме да радиме дипломиран информатичар, магистар по информатика. Спомна Ангела дека каде со државата, само две прашања ќе поставам после, да почнам само како во малку. Ангела почна каде со дипломите наши. Еве искрено ви кажам, јас до пред 2-3 месеци имав конкретно две понуди за работа во странство, со обезбеден престој, со обезбедена виза, со обезбедено седачки, со заплата и слични работи што попратно. Решив да ги одбиам двете, решив да се приклучам во Социјалдемократската младина на Македонија пред неколку месеци, затоа што сакав да видам прво промени во мојава држава, а тек после, доколку успееме да направиме нешто тука, да се префрлам за да се достовршам некаде во странство, доколку ги немам тие услови овде и покрај тоа што би пробал да променам нешто, иако преку политичка партија во моментот. Мене конкретно прашање имам до господинот Тамзаи, пошто тие се моментално на власт со Зијарин Села, со господинот Зијарин Села како градоначалник. Имам две прашања конкретно до вас, па можете да му ги пренесете после него, не е проблем. Не, мене или него? Имат разлика. Добро, вие сте како представник, така да веројатно како партија одговарате во негово име на некој начин, како што ние од СДС одговараме во името на нашата партија. Прво прашање е што и до кога ти се префрламе топката, што Рада ви спомна за за спортската тема да наречам. До кога ти се префрламе темата со топката со базенот, затворено базен во Струга? Дали Агенцијата за млади и спорт е надлежна за ова? Дали општината? Дали не би требало општината да се залага малку повеќе за спортот во Струга и конкретно за базенот, затоа што знаеме дека Струга е конкретно пливачки град. Така да, еве јас како поранешен пливач се интересирам доста за ова прашање и одамна не ми од никаде одговорено. А второто прашање ми е зошто во некои општини каде што доминантно е македонското население и каде што има процент на албанци, секогаш се бара, мислам не на националистичка база, него конкретно прашање поставам. Одиш. Во ред се, ама одите и вие, искрено. Не. Сите одите. Не, ама сега не си искрен со себе си. Не, само така, ако сега да те одговорам директно, пошто веќе имаме закон со рамковен договор 20%, ова 20%, значи одите сите на национална база. Поентата ми е зошто во некои општини во Македонија каде што има одредено албанско население се бара пример, конкретно не знам са точно општина ми текнува, се бара каде што има да речеме 15% албанци или 20% се бара обовезно вработување за во некој дали преку општина или слично. Да. Јас искрено во Струга немам досега многу познаници кои што се вработиле да речам во фирми кои што се општински во Струга. Последното вработување е конкретно во водовод, во комунално и слични општински фирми, нискоградба и не знам кои се таму, се 90% вработувањата се на албанци. Во школите исто така или се од ВМРО или се албанци. Значи како ВМРО што се? Се конкретно. Ме интересира која е програмата ваша и дали Те разлика. Потполно те разлика. Окей. Да приđem
në gjuhën shqipe për shkak se kam më lehtë të shprehem, duke se kam ndonjë problem. Keni përfitim nga. Sa i përket pyetjes parë që lidheshte me pishinën, dua t'ju them që pishina është në kompetenca të plota të Agjencionit për Rini dhe Sport. Dhe për këtë nuk ka asnjë pikë dyshimi. Së pari. Së dyti, me informacionet që unë kam, ndoshta që duhet të konfirmohen, bazeni ka borgje të grumbulluara në vite sa i përket furnizimit me energji elektrike dhe furnizimit me ujë të pishëm. Me ujë. Në këtë drejtim kemi dy pengesa kryesore të mëdha, që janë pengesat ligjore dhe sigurisht pengesat financiare. Pengesat ligjore lidhen me atë se ne nuk jemi kompetent, përkatësisht nuk jemi pronar të këtij objekti. Ndërsa pengesat financiare dihet që Komuna e Strugës nuk është le të themi e plotfuqishme që të realizojë investime të tilla kapitale nëpër masa olimpike, siç mund të bëheshin për shembull në komunën e Ohrit, e cila është investim komplet i qeverisë apo jo. Ne jemi të vetëdijshëm për këtë gjë. Kjo ishte sa i përket pyetjes së parë. Sa i përket pyetjes së dytë, e cila ka të bëjë me numrin e të punësuarve, sa kuptova në administratën e komunës së Strugës dhe të firmave që janë në varësi të saj, mund t'ju them që nuk kam informacione të plota rreth numrit të plot të saktë të punësuar gjatë këtyre 3 viteve sa kryetari i ri ka mandatin, por mund t'ju siguroj se ka një përqindje të caktuar të punonjësve etnik maqedonas, le të themi, se ashtu sikur se ka edhe të etnive tjera, se përndryshe ç'kuptim do të kishte koalicionimi, le të themi, ose nuk e di. Për këtë nuk kam shumë informacion. Sa i përket 20% që përmende, ne harrojmë një fakt shumë të rëndësishëm në komunën e Strugës. Që komuna e Strugës funksionon ende me statut të 1989-s. Pra atë kur kam lindur unë. Me vite të tëra ky statut nuk ndryshohet. Dhe dini pse? Sepse te ky statut i ri do të shënoka që gjuhë zyrtare në komunën e Strugës na qenë ka dhe gjuha shqipe. Dhe në këtë mënyrë, seancat e Këshillit të Strugës, në vend që të vazhdojnë 20 minuta, gjysmore, 1 orë, 2 orë që të kalojnë pika të rënd ditës, këtu një seancë Këshilli shkon një ditë të plot, ose ka pas raste edhe 2 ditë plota, për shkak se nuk ka një rregullore e cila do të rrifte nga statuti i përkatës. Këto janë, prandaj thash edhe në fillim, këto nuk dua ta dekurajoj për këtë eventin për cilin ne jemi mbledhur. Problemet nuk janë ekskluzive rinore. Ashtu sikur se problemet nuk janë ekskluzive për Strugën. Nëse doni, ne mund ta kthejmë probleme në probleme ekskluzive për Strugën, e të them që ore, pse kjo qeveri nuk investon për një spital në Strugë? Sepse në Strugë jetojnë le të themi 50% shqiptar dhe për këtë fakt duhet të vuajnë 45% maqedonas tjerë. Por kjo logjik nuk nga çon kërkun. Nuk e di sa isha në qartë në përgjigjen time, me informacionin të cilin unë e posedoj, jam munduar që t'jap maksimum. Че може да реплика или? Не ме реплика, да разговараме, нема проблем. Там са такове собрани. Да. Тоест, прашањето, поточно прашањето со болницата, ќе постоиш кој ќе представник од ВМРО, пошто Не, Не, во ред, ама еве како представник од за аргумент. Да. Тоа ќе ти одговори ти пошто 10 години на власт, се тие и мене десно ми помиња со таа власт, како и твоето исто. Да, пошто близко сме генерацијски. Таа да прашање за болницата, како и за салите што спомна Рада, па и конкретно пошто викате дека не сте надлежни за базенот, ти верувам, не е проблем. Треба да се постави како представници што не се дојде на овдека. И сад за да не ги оговараме задгрпали вреди, да не е битно. Поента ми беше дали, еве да речеме, доколку, пошто
ова сигурно е во надлежност на општина, пошто знам повеќе општини што го практикуваат тоа. Зошто е, например, никога досега не сум запознат дека општина имаат инвестирано или е спонзорно некој спортски клуб од Струга. Конкретно ракомет, спомна Рада, 10 можете репрезентативци се, 7-8 од Струга се во ракомет. Во фудбал знаеш и сами дека има, во бокс имаат од Струга. Кикбокс и тие вешни истично. Значи најмалку 7-8 спортови што се поголеми, имаме спортисти од Струга кои што стварно вреде. Ја немам скушна во последниве може 10 па и 15 години да ме претерам дека имало некоја инвестиција во спортот во Струга. Има. Еве како спонзор кажи ми кај се појави општина во Струга кога сте вие на власт конкретно зашто си представник од Нема власт. Mua më vjen keq edhe mirë njëkohësisht që ne po e kthejmë debatin si përfaqësues i komunës Strugës, kur në fakt jemi mbledhur për diçka tjetër, por gjithsesi tema duam nuk duam ne ndërlidhen. Në kontekst mladit i doa. Okej, nema problem. Komuna e Strugës tashmë prej 3 vitesh financon 2 klube të mëdha të qytetit, që janë futboll klubi Vllaznimi dhe klubi i handballit në Strugë. Për secilin nga këto klube ndahen mjete të cilat janë të konsiderueshme, për cilat nuk kam informacion të saktë për momentin të jap, po për cilat ndahen mjete me vendim të Këshillit të Komunës së Strugës, pra nga kjo sallë, ku votojnë këshilltarë shqiptarë dhe Maqedonas dhe të tjerë, janë dakorduar që këtyre 2 klubeve t'u jepet prioritet në raport me klube tjera. Kjo është. Am și o mai prekinam već ovdje, să vă zadašam. Pošto imate drugi, vjerojatno. Da reče neka je dobri to ti vjerujem, neka se vloženi sredstva. Da. Ja realno ne gledam rezultate od tih vloženih sredstva, pošto последниот пат... Може, нема резултат. Последниот пат на турнирот што го организираме во Струга за ракомет, ќе спомнам ракомет, пошто повеќе тој спорт го пратам искрено, на локално ниво. Со турнирот што го организираме секој лето Струга, чак и годинава мислам дека по време рада мислам дека не беше ни учесник или регулярно учествувавме како клуб. Да. До лани учествувавме како клуб, секоја бевме последни. Мислам дека не знам и дали сме во Суперлига не учествуваме, сигурно значи години назад. Па затоа прашувам, пошто викале дека се вложени средства, не викам македонци албанци кои сака нека гласа за клубот. Не треба да за Влазними. Слободно. А за Влазними представи Струга. Давајте пари за Влазними. Тоа ми е поентава што по се вложи сите тие пари во еден клуб. Не е битно, фудбал ракоме, ама да носим играчи. Овде од Струга немаат играчи донесам, сите се деца од Струга. Добро. Младинци. Прекинам го. Може јас нешто да искоментирам, овака, значи да слушам. Многу интересно ми е дека развивте дискусија и баш ми е драго ради тоа. Меѓутоа е уште една вака директно прашање би сакала јас како модератор на дискусијата да ви поставам. Значи дали на вас реално спортот ви е приоритет во Струга? Значи јас спомна статистики кои што се застрашувачки. Пола од младите и повеќе во Република Македонија се невработени. Ние пола сад дискутираме за спорт. Окей. Прво фала Влазен за симултаниот превод. Немаше потреба да технологија стварно. Представи си далеко малку не може да ја правам. Браво. Второ сум малку тажен да разочаран што никој не си го кажа своето мислење кој е приоритетот според вас во општина Струга. Мада партиципативна демократија значи партиципативност, вклученост. Мора да имате ваш став за јавните политики и да го изразите тој став. Знам, сакаме слободни, не знам какви избори и демократија, па до нас е, не е до организирањето на тие избори како еднократен настан. Кажавте спорт, паркинг, вработување, па дури вработување, супер, онака. Ама ја мислам дека тоа е јаготка на шлагот. А ние не сме никај шлагот, никај пудингот, никај пандишпанот, никај кората долу. Ја да не снима вода јуже, мислам, проектот е 9.000 евра, загуби имаше лани. На 500 метри од Никон Нетор, мислам, град имаме депонија
времена депонија, која што традиционално некој 5-6 пати годишно се пали, имаме еден отровен облак од најотровен канцероген газ. Ако не знаете, најотровното неканцерогеното нешто е запалено џубре. Да знаете да бегате, ако видите запален контейнер, трчајте подалеку, пошто стварно е многу отровно. И тој облак од отровен газ се спушта на стругалата и загади цвет, труе. Природа, почва, растенија, ние нормално. Приоритети, за мене тие два се приоритети. Нареднава година, 2-3, не знам колку време треба за да се решат овие проблеми. Скам, да, имаме проблеми со невработеност, со спорт, со така, ама приоритети. Кај се приоритетите? И доколку разговараме за избори, пошто темава беше избори, не би сакал да се фокусираме на кој кај што, пошто имаме представници од општина, нормално ги браните интересите на општина, ги браните интересите на партиите. Тука сме разговараме за како треба да се трошат јавните средства, кои се нашите приоритети, проблеми. Фала. Не може да ти одговорам само на едно прашање. Не знам дали си добро запознаен. Валентина Божиновска, која е една од скулпторките на Скопје 2014, само за еден споменик има земено 2,5 милиони евра, а во општина Струга во последниве 10 години не се вложени ни денар од тие 2 денар, значи не е вложен. Најавија инвестиција каде што ќе се вработат 1000 луѓе кај Јахја Кемал. Кажуваат ќе се вработат 1000 стружани, а Охрид кажуваат ќе се вработат 1000 охриѓани. Каде е таа инвестиција? Кажуваат направиле инфраструктура и патишта. Пратеникот од Дебар кажува го пуштивне патот Дебар Струга. Пратеничката од Струга кажува го пуштивне патот Струга Дебар. На кого да му се верува? На такви? И крај крајва, дали го одобрувате денешното последниот чекор од председателот Ѓорѓе Иванов? Ете, буквално прашање до тебе. Само да го запазиме редот. Не, значи ќе мораме некој ред повели. Здраво на сите. Јас сум Анастазија, доаѓам од Охрид. И јас сум спортист и би сакала да зборувам за спортот, но во моментов поважно ми е да прашам, значи кога ја прашавме госпогица Бојаджиевска во врска како да ги задржиме младите овде, таа ни кажа дека имало некои можности за да споиме два бизниси, да се запознаат газдите конкретно. Еве, тргнувајќи од нас младите, ние немаме можности да отвориме бизнис. Кои се другите можности за нас, за да не задржат овде од нашата држава, да останеме овде? Јас кажав дека Социјалдемократската младина има прекрасна програма, која ќе се одлучи Социјалдемократскиот сојуз да оди на избори, ќе ви ја презентираме програмата. Слободно можете и ќе ви оставиме контакт телефон да не побарате. Не, дечката беше првин, па да. Вака е. Благодарам на зборот. Јас сум Роберт Спасевски, студент од Средна школа Гимназија Охрид. Верувам дека имате прекрасна програма. Сакам да одговорам на прашањето каде се ќе вработи, нигде. Ама, како да ви кажам, ние сме вака млади и грото не ќе да разговараме воопшто за политика. Мислам, има премногу проблеми што нас не влијае. Почнувајќи од образование, до финансиски проблеми дома и сето тоа. Значи, зошто, например, вие сте СДС, опозиција главна, имате од прилика 40 пратеници, не сум запознат, се извинам за тоа. Зошто никој не се буни за образованието? Зошто не се предлага некаква борба, некаква промена воопшто? Зошто не се, ако овде вака сме млади изборуваме за образование, зошто не се дискутира за екстерното? Кажа госпогицата Благица дека младите се незадоволни, имаме премногу невработеност, имаме премногу иселење. Зошто зборуваме за спорт, за паркинзи? Зошто вие не предложите оваа програма, не ја промовирате оваа програма нас? Сега да знам седна година за кога да гласам. И уште нешто, ако може за господинот таму што зборуваше за депонијата, да. Запознати сум со ваши
направено од дете колку мене и овие деца збираме ѓубре. Одбираме локација, збираме ѓубре. Значи, до ЈП Комуналец, на 50 метри југ ЈП Комуналец, 30 вреќи ѓубре. Не, тоа е нешто незамисливо, секој граѓанин на оваа држава не треба да си помисли дека недела во 12 сатот ќе поиде да збира ѓубре, ќе збира шприцо или нешто такво, но сепак ние тоа го правиме. Младите треба да се борат. Треба со мали работи, барем со мали работи треба да потикнеме да одиме кон подобро општество. А вие треба да не потикнете нас тоа да правиме. Фала. Не знам колку си запознаен. Социјалдемократскиот сојуз разговараше во собрание за укинување на екстерното веќе еден месец. Владеачката партија тоа не го прифати. Затоа со доаѓање на Социјалдемократскиот сојуз на власт, екстерното се укинува уште во првиот сат. Ако може само уште едно прашање, после можеш? Да, кратко, да, тука, таму па тука. Може? А да прашам, ќе се укине екстерното, но после сите сме запознаени со нашите школи, нема ни столчни, нема ни клуби, школите немаат пари за кредит да купат, не пак да направат нови табли со маркери, 21 век. После екстерното, што планирате? Го знаеме нашиот образовен систем дека е заостанат комунистички од пред 50 години. Учиме 14 предмети, сите непотребни работи што нема да ни треба. Воопшто не сме насочени. Сваќам дека гимназија е општа, гимназија и треба општа сме образовани, но сепак 14 предмети се премногу. 36 часа се премногу, се е премногу напнато. Дали имате некој план како да се подобри образованието после екстерно, после укинувањето на екстерното воопшто, после тоа? Кој е вашиот следеќи? Следниот чекор во образованието програмата е нова систематизација. Стручните школи ќе полагаат стручни предмети. Непотребните ќе се укинат. За гимназија истото, мислам дека не сум уште добро запозната. На факултет најдобрите студенти ќе се стипендираат со пари од фирми во Македонија. Тука, ваму, дечко. Океј, повели? Вака, да му реплицирам на дечко овде долу, ќе спомна депонијата, малку помена тема, ама да се вратиме вака, спомна депонија, да, ама никој овде не спомни наназад години дека и никој не реагираше кога се правеше конкретно не одам, значи, против бизнес некој, никој не спомна кога се правеше, никој не скопна нити од владина организација, нити не владина, кога се правеше Версус плажана, кога се правеше Аквариус плажана, кога се правеа плажи минавам кај речи го Луска и компанија. Мисле да грешка се јавев таму. Добро, ама сакам да речам друго. Немаше таква масивност, нити одзив, ја надримувам. И да надрижи, најдам, што не е проблем. Ама поента ми, младинава нигде не скока за тие работи, еве ја се согласам со тебе за да понива се управо. И ја го дишам тоа себе сабајле и сега вече. Плажите не се приоритет. Плажите не се приоритет, ама запамти дека езерово е заштитено од ЮНЕСКО, така да мора нас да ни биде приоритет езерово. Пошто и ти се капиш на река и јас се капам на рето. Окрит вода пија во него пред некој пред сега немам никако е. Проаква и колекторов се дел со езерово, тоа е првиот приоритет. Така, поентата ми беше дека никој немаше толка концепт и не скопна никој да брани кога се правеа платформи и слични глупости. Да, значи дечкото први, па... Спомнавте, господја Рада, за екстерното, вие би го укинале. Но јас имам една идеја. Бидејќи ни треба паметен народ, интелигентен народ, ни треба образование каде оценки ќе се пишат не од лепе очи, туку ќе се пишат оценки од знаење преку испрашување и тестови. И тоа треба да е контролирано, успехот на учениците треба да е контролирано од државата, бидејќи тие граѓани
тие ученици утре треба да се вработат во таа држава и да дадат некој придонес за истата. Па затоа моја идеја е наместо едно екстерно да има 10 екстерни на секој месец и 10-тото да биде на крај година со сиот материјал за да имаме квалитетно образование, бидејќи под притисок најдобро се работи, а после одредено време таквиот одреден менталитет се создава, што секој човек ќе се навикне дома да седне и да учи, а не пред 5 минути пред тест, и така ќе се постигне реално знаење од природните науки пред се, кои понатака ќе ни помогнат за да се вработиме и да успееме во животот. И во комисијата која ќе ги нагледува учениците, да не се професори од училиштето, туку професори од друго училиште, од друг град. Благодарам. Јас сум од гимназија. Ќе мора да се слушаме. Ајде да практикуваме демократија ако толку време ја зборуваме. Ама јас на себе лично имам осетено дека под притисок најдобро се работи. Може би во моменти ќе е тешко, ама затоа реков, после одредено време се создава дисциплина, само контрола и само желба за учење и за повеќе информации. Јас тоа на себе го осетив. Благодарам. Вака, секунда, ве молам, дечки, ве молам. Значи се жалим и се смееме кога во парламент ќе се распукаат, таму ќе се довикуваат еден со друг, а сега вака кога ќе видиме од страна и ние истото го практикуваме. Дали е тоа навика, дали е тоа практика, како и да, ајде тогаш ние како млади луѓе да покажеме, ајде ние како млади луѓе да покажеме една поинаква зрелост и да им покажеме на повозрасните, да не кажам дека и ние знаеме и можеме да практикуваме демократија и дека можеме да им покажеме како тоа се прави. Така што ќе ве замолам еден по еден да се слушаме. Значи сите ќе коментираме, најпрв им Беса Зиба ми побара збор, а после тоа Јас сум после цаци че чекам. Може, ајде, повеќе. Përshëndetje. Unë vim prej sektorit civil. E herën e parë patjetër ta shpreh qëndrimin tim edhe pse s'desha, për shkak se vllazja kërkoi që të gjithë të shprehim qëndrimin tim tonë në lidhje me të rit në Maqedoni, më konkretisht në komunën ku jam në Struk. Mua shumë më vjen keq, patjetër e kam të them edhe juve si organizator patjetër duhet t'ua përcjellni, vëmërose dhe BDI-s që nuk janë këtu, sepse ato janë kryesore që duhet të përgjigjen pyetjeve tona, sepse ju tjerë që jeni në opozit, edhe unë si opozit ndoshta, veç më i dim kërkesat të rive, problemet edhe çfarë duhet të ndryshohet në Maqedoni për të rrit edhe për gjithë të tjerët. Vllazho, pajtohem në gjithë shka që tha edhe tashi, i replikoj ati djalit lartë, izvini ne goznam ime to, nuk e informata, prandaj të lutem, mos kërko për herë do të organizojnë të tjerët diçka, nëse të pengon diçka, nëse të pengon versusi, interesoha ka organizat në Struk, te mollam. Zainteresiraj se ke pomena da se zainteresiraš i da vidiš da li ima во Struga некој што се буни за Versus, за депонијата, пошто веќе Цаци и Блажо, јас не сум баш толку активна поспорно, се толку многу активни, толку активности имаат против плажите и против депонијата, што ја не знам како ти до сега немаш видено. Не имам видено. А треба дома да ти дојде да те покане дојде. Значи не ме разбрам за не знам превод значи не шамат. Не, јас не слушам те. Значи вака, не ме разбрам, ја рекол проект може да има. Јас ти кажам, ја бев средно ко се правеше Versus не тој период. Може и сега да се буниш, никога не. Ја и сега ќе се бунам, во моментов не сум во невладена организација, ако сакате не е проблем. Ама не мора да си. Вака, поентата ми беше дека точно може да имало некој се буне. Не е доволно тоа и не е доволно организирано. Не разбираш? Еве, ако не сум запознат. Што треба според тебе да се направи тоа невладена организација? Кој овде е запознат друг дека некој се бунел за Versus, еве ја лично не бев запознат.
Ама Алфа цело време е активна за плажите. Добро, да. Ти викам, значи треба да Извини, имаш Фейсбук? Имам. Никогаш немаш гледано? Сликите од базенот и од Сликите од базенот ги имам гледано. И базенот го спомнав, ја го прашав него и конкретно за... Се имаш бунетот и некогаш, освен сега? Ја вака ќе кажам, јас во тој период кога беше реакцијата за базенот не бев тука, бев надвор, устро, не наискрено ти зборам. Да бев овде сигурно ќе се приклучев, пошто ти кажам дека бев... Па не е касно, ево приклучи се. Еве слободно ќе те контактирам, не е проблем ако е за. Окей. Поентата ми беше дека треба малце повеќе можда медиумски да се експлодира сета таа идеја и цела работа. Не е Фейсбук. Ама ние знаеме какви медиуми имаме. Не се сите медиуми, грешка си. Значи има Не медиуми. се сите. Не, имаш медиуми, пошто ги рачунаме проопозициони, јас сум сигурен дека ќе ви се најде кој пресет. Имаш новина. Ама депонијата ја имаше во медиумите. Ја имаше. И кој реагираше за тоа? Никој. Тоа ми е Ама поентата. невладините во Струга реагираа за депонијата. Морам да ви ја прекинам дебатата, бидејќи ова беше... Ај, после ќе... Четири пати во сезонот, така да мене нема нешто многу. Хајде фактори, хајде. Како прво, многу добар имаше говор, значи ако ние мислиме значи да имаме екстерно, да ги избркаме сите професори од на работа, да ги донесеме министрите да не бидат професори. Може така побо и чекайте, после имам да зборам. Друго, за плажите не се криви општината. Не рекове нито општината. Значи, имаше сите бевме против тоа за плажите, што значуваше, значи ништо, џабе се врати негативно. И друго, затоа што рековте дека фирмите, приватните фирми ќе дават пари за студенти, стипендии, значи ако јас имам моја фирма, јас да инвестирам на студент, тој е задолжен да дојде на моја фирма да работи. И јас не можам на секој студент да инвестирам. Ако мене ми треба економист на моја фирма, јас ќе инвестирам за економист. Ако мене ми треба инженер за компјутер, јас ќе инвестирам на тоа. Ја не можам да инвестирам за германски што учат. Сега почна метода Струга мода, нова мода, сите германци. Што ќе направиме? Сите германски ќе учиме сега, тука сите професори за германски јазик ќе видиме. Тоа е значи главен проблем. Значи младите не знаат на каков смер да одат, да студираат. Јас не можам да разбирам, значи ние сите сме тука млади, оди тука претходно што беше универзитет, Тетовскиот универзитет, сите 80% сите се за германски јазик. Што ќе направиме? Ќе отвориме овде школа на германски, децата германски од прво деление да ги донесеме да учат. Тоа е, значи, треба да размислиме што, значи, да имат малце повеќе младинско информирање, ние имавме и активно знаење на асоциации, младинско будење, и тие сликите за базентот, за депонијата, сите, значи, преку нашата активност излега. Благодарам. Како Иванов беше. Само памета да не те Така сака само една најдобра намерна сугестија го кажа господинот Роланд кога дојде. Треба да го смениме менталитетот и треба да смениме размислувањето и начинот на кој делуваме. Значи, прво што мора да се смени доволно е напаѓање на тие што направиле, како направиле, што се знали и како се знали. Сакам да видиме што ќе направите, како ќе смените, на кој начин, кои се процесите, тоа не интересира. Не ме интересира, сме виделе сите што направиле, како направиле, знаеме, имаме очи. Не интересира што ќе направите и како ќе направите. Како ќе ги поправите работи. Значи, прво и основно тоа мора да се смени во излагањето. Тие работи што ги гледаме во претходните политичари што биле на власт, лошите работи мора да се тргнат на страна. Да се, не знам, да гледаме добрите работи што ги имаат направено, тие такви, не знам, кои што направил напаѓање уште во првата реченица не ни треба. Фала многу, може на решенија да пријде.
мислам дека тука веќе ќе мораме да привршуваме. Ако можете, тука е привршуваме. Океј, може. За крај сакам да споделам еден конкретен пример. Мината година имав можност во месец јули да одам во Република Црна Гора и стварно бев изненаден во сите кафичи, во сите медовашници, хотели, беа превработени млади луѓе до 30 години. Мислам, тоа треба да стане пракса и кај нас. Нормално, не може сите да сме вработени во администрација, не може сите да сме економисти, правници. Имаме премногу такви кадри. Кај се браварите, кај се лоџачарите, кај се старите занаети. Треба да се инвестират во економисти, во сиве фирми. Меѓутоа треба да се обрне внимание на други работни места. Одлично. Значи, за жал ќе мораме да привршуваме и дадам... Не, журката може неформално да ја продолжиме, бидејќи после тоа имаме некој мини коктелче, така што повелете и може слободно да ја продолжиме. Средно кажам, дека не оди да учат германски затоа што многу се ентузијасти за наука, но учат германски затоа што се селат Германија. Да. Тоа е првата причина. А втората, пак мислам дека како млади представници на политички партии, треба да ги застапите младите, а не политиката на партијата која што застапувате. Тоа е главното и тоа е поентата на Националниот младински совет. Не заврши. Мора да Толку. Да привршуваме? Така? Како каже Цаци, така мора да ја слушаме. Добро, не очекував вака плодна дискусија, искрена да бидам, бидејќи до сега праксата така ни покажала, обично младите или ги нема, или не коментираат, или едноставно немаат интерес за настани од ваков тип. Меѓутоа, бидејќи неколку пати се и од публиката и од гостите, значи се повика на, односно бевме прозвани како организатори на настанот со тоа, нели зошто не ги поканиме другите или каде се другите да коментираат. Јас она што сакам да го кажам еве како за крај е, ние сме млади луѓе. Значи она што треба да бидеме прогресивната мисла денеска. Ако се служиме со истата реторика и со истата матрица, мислам дека многу нешта нема да смениме. Јас се надевам дека во иднина на нашите настани, а ќе продолжиме да ги организираме, ова не се настани само во името на предизборието, кој што не знаеме нити кога ќе се случи, нити дали ќе се случи воопшто. Значи, она што сакам да го кажам е дека ни требаат повеќе млади луѓе, а она што како организатори го правиме, обезбедуваме простор, значи за сите политички подмладоци, за да покажат една поинаква зрелост. И се додека тоа не го направиме, нема да имаме млади луѓе на улица кога треба да имаме, нема да имаме млади луѓе во школа кога треба да имаме, значи нема да имаме активна младина. Така што она што сакам јас да го порачам тука, најпрви неблагодарност до гостите кои што беа тука со нас, исто така и до вас кои што разбудивте многу силни емоции кај сите нас. Да ви порачам да ги понесеме овие емоции и да ги споделиме со првите млади луѓе на кои што ќе не идеме и да кажеме дека има политики кои што се креираат во наше име и дека ние треба да учествуваме во тоа затоа што имаме право, затоа што сме млади луѓе. Така што ви благодарам уште еднаш и се надам се гледаме во некоја подобро време.